Најголемата исплатена плата лани во државата ја добило Скопјанец и тоа во висина од 144 милиони денари, а најголемиот бруто приход е 446 милиони денари. 446 милиони денари е највисокиот вкупен годишен бруто доход остварен по повеќе основи од граѓанин жител на Скопје и највисоката годишна бруто плата во 2022 година исплатена е кај граѓанин од Скопје. Платата е остварена во дејноста трговија на големо со производи од тутун и изнесува 144 милиони денари. На листата на највисоко рангирани бруто плати се најдоа и платите исплатени во дејностите производство на вино и грозје, на метални производи, болници, трговија со фармацевски производи, управувачки дејности и компјутерско програмирање. Највисокото лично примање во износ од 280,6 милиони денари по основ на извршена работа е остварено исто од Скопјанец. Имено станува збор за доход кој лицето го остварило во странство и истиот ја исполнил обврската за пријавување на овој доход во земја. Најмлад милионер во евра е 24 годишен, додека најмлад милионер во денари е 9 годишно дете, потврди директорката на УЈП Сања Лукаревска. 24 годишник е најмладиот милионер во евра за 2022 година, со остварен и пријавен доход од странство во износ од 61,6 милиони денари, а 77 годишно лице со остварени 92,9 милиони денари доход е највозрасниот милионер во евра кој доходот го остварил главно од дивиденди од компании во земјава. Најмладиот милионер во денари има 9 години, со остварени нешто над 1 милион денари од закупнина, додека највозрасниот има 97 години и лани остварил доход во износ од 1,2 милиони денари по основ на пензија и доход од извршена работа. За сите овие пријавени приходи данокот уредно пријавен и платен, но од управата сепак се сомневаат дека се било во ред поради што ќе направат дополнителни контроли. Треба да провериме, бидејќи тоа е еден вид на наша предпоставка, дека лицата од сопствените компании имаат исплатено доход кој што нема никаква нити економска, нити пак соодветно пазарна логика, како на пример сопственици или управители на сопствените компании им даваат консултантски услуги, издаваат имот под закуп по баснословни суми, исплаќаат за права на индустријска собственост или авторско право, што е прилично симптоматично и секако дека кога станува збор за овој профил на лица, се очекува дека ќе исплатат соодветно и повисоки плати, како и соодветно и дивиденда. И се со цел да ги избегнеме сите овие нелогичности од законски аспект, ние ќе направиме соодветни дополнителни анализи. Во топ 10 рангирани со највисоки приходи остварени од самостојна дејност се наоѓаат адвокати, нотари, угостители и земјоделци. Според Лукаревска лани биле пополнети даночни пријави од близу 790.000 граѓани. Сите заедно тие пријавиле доход од 413,8 милиарди денари и за нив е платен персонален данок во висина од 25,7 милиарди денари.